Куманово, Штипка, Вадарци, Тетово, Охрид и Битола се подготвуваат за вакцинација со кинеските вакцини. Покрај во Скопје, вакцина ќе може да се прими во еден од овие 6 града. И покрај најавите на здравствените власти за масовна имунизација, според епидемиолозите, во земјава споро се одвива вакцинирањето. Некои проценки велат дека сме имунизирани од прилика на природен начин, од прилика некаде близу 60%. За да стивне епидемијата кај нас би требало негде 75-80% да бидат имуни, независно дали на природен или на вештачки начин со вакцинација. Професорот Даниловски вели за да се стави крај на пандемијата, мора дури 95% од населението да биде имуно на вирусот. Ако со ова темпо се продолжи да се вакцинира, значи просечно број на вакцини дневно дадени, и ако тој број расте колку што забележувам, според Bloomberg од 28 април вели просечен број на дози 1842, за да се постигне 75% населението да биде вакцинирано, ќе требаат 4,6 години. Сега, нели, ова е обична гола математика, реков, добар дел од населението се веќе природно имуни, но јас би апелирал до надлежните ова темпо што е можно побрзо да го зголемат, макар 10 пати побрзо. Доктор Даниловски алармира да се вакцинираат што побрзо поголем број на луѓе, затоа што само така на вирусот нема да му се даде шанса да се извлече од обрачот во кој се стега. Онака полека, нели, се тегнеме, тој може му се дава шанса да прави она што го велиме стручно вакцин escape, да избега на вакцината, да мутира, да најде начини преку мутирање, создавање на нови соеви, нови мутации, да стане отпорен на антителата што ги создава вакцината, вакцините што се во оптек, но и на природниот имунитет. И тогаш ќе се соочиме со еден, да не бидам патетичен, со ужас без крај. Најавите на Филипче се дека дневно од 10 до 15.000 граѓани ќе добијат вакцина, но за жал, според голем дел од лекарската фела, тоа е неостварливо.